повеќе дрвја од македонски шуми да продолжи акцијата. Зошто како министар не се одважите да апелирате да не се сечат дрва? Дел од екологистите на неколку пати порачува дека сечење деценijски стебла значи и губење на белите проводи. Сега апелирате садење, а не реагирате кога беше се. Значи, јас апелирав, односно и владата апелираше да се продолжи со таа активност, затоа што знаете, во последните години ние постојано садиме дрвја, 2 пати годишно и тоа со милионски садници. Токму затоа реков да продолжи со активноста. Иначе ние секогаш кога ги усвојуваме и плановите, односно даваме услови за планирање, даваме и препораки за општините да имат поголеми површини во нивната територија. А колку реално овие мерки можат да донесат ефекти? Се работи за неколку дена, повторно ќе ги прегледувате, да речам, во Савет, да решавате што понатаму. Значи, колку тие реално можат ефект да донесат на терен или едноставно сме препуштени на климатските услови и чекањето да се подобрат временските прилики? Кажав, овие се краткорочни мерки и очекувањата се дека ќе дават ефекти. Меѓутоа, во моето воведно излагање кажав дека треба координација на државните, односно на централната и локалната власт, меѓутоа и поддршка од граѓаните. Ако сите сме свесни на некој начин дека даваме негативен допринос за животната средина, треба да бидеме подготвени и да даваме позитивен, односно да се откажеме од некои така наречени бенефиции, моментални бенефиции, се со цел да се подобри квалитетот на воздухот во Македонија. Во рамките на ова, само доколку дозволувате, значи владата на Република Македонија ги разгледуваше искуствата кои што ги презимаат и другите метрополи, другите држави кои што се соочуваат со вакви работи. И Париз и Лондон има дел од мерки кои што ќе ги елаборираме, кои што се преземени директно како резултат на искуството од Лондон и на ист начин како што реагираат и овие градови, Барселона, Париз, Лондон и така натаму реагира и градот Скопје и градот Тетово, Кичево, Битола. Мерките се однесуваат и тие се унифицирани на ниво на сите градови каде што има ваков вид на загадување. Во определени периоди и тоа во определени периоди на денот. Скопје не е исклучок од тоа, Скопје е дел од едно правило кое што представува глобален предизвик, кој што се разбира дека човештвото со разни модалитети се обидува да го надмине. Може ли да следите некои примери од страна, може ли да дојдете со точаци на работа или да користите јавен превоз, па да испратите порака до сите останати граѓаните дека може и алтернатива да се прави? Доколку ме прашувате лично, да. Да, секако. Меѓутоа, во овој период кога температурите на некој начин се ниски, не може да ги повикаме граѓаните да користат велосипед. Меѓутоа, можеме овие прилики да ги користиме, да апелираме да користат јавен превоз. И да не се возат со сопствени возила, да се возат повеќе лица во едно возило и така натаму.